Добар ден. Како сте? Добро. Еве, очекуваме екипата на Канал 5 да снимне емисија за Неготино. Блажо Лазов е од неготинска стара фамилија. Денеска е наш домакин, ке не прошета низ градот. Со гордост почна да раскажува за Неготино. На самиот влез од градот, професорот по историја почна да раскажува за историјата на Неготино. Градот во 3-тиот век пред нашата ера, тогаш населба ја формирал македонскиот владетел Антигон Гонат. Тогаш се викала Антигона. Неготино има многу богата историја, уште од праисторијата. Во селото Веше кај Долни Дисан се пронајдени заби од мамут, се наоѓаат во Природниот музеј во Скопје. Меѓутоа, во позадината од мене се наоѓа античкиот град Антигона. Според археолошките пронајдоци, тој е формиран од македонскиот цар од фамилијата на антагонидите Антигон II Гонат. Тој владеел со Македонија некаде околу 278 до 234 година. Така да Неготино е царски град и со сите нели епитети. Сега модерната населба Неготино, нејзината историја почнува да речеме од така наречениот турски период, 20-тите години од 19-тиот век, кога на имотот на Хаджи Таир Синановски, турскиот бек, почнува првиот живот. Тој дошол овде после Негушкото востание 1821-22 година и тука на неговиот чифлик го организирал животот. Изградил саат кула, што уште денеска има остатоци од неа. Исто така направил убава џамија. Денеска таа не постои, меѓутоа на нејзиното место денеска постои убав културен дом на Неготино. Во 60-тите години тука имало забави, што и до ден денеска се зборуваат. На денешниот автопат порано бил ресторанот Авион. Постарите го паметат по организирањето на мис на Југославија, Бамби, вечерните излегувања на тогашните млади од градот. Авионот од руско потекло се урнал во Македонија, но прираснал во ресторан. Со гордост неготинчани се подсеќаат на времето кога 1969 година скопската фирма Мако Комерц со голема желба го постави еден авион од типот Ил-14, го конструира и го направија еден од ретките мотели авиони. Беше единствен во Европа, а сме чуле до сега дека уште еден има во Токио. Навистина авионот беше гордост. Тука неготинчани ја поминаа младоста. Во 1973 година во него се одржа изборот на мис Бамби на Југославија. Дојдоа најдобрите девојки и за жал денеска не остана од него ништо. Времето... Како стигнаете тој авион тука и тој беше паднат авион искршен од руската компанија некаде во Македонија. И со големи напори и желба, со нели умисла, се обидоа да го одново направат авионот, да го конструират и тука да го постават на најпрометното место на автопатот, што минува Скопје, Неготино, Гевгелија, Солун, Атина и така. She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. Неготино денеска е мал град. Тука секој го знае. Ако прв пат доаѓате ќе ви речат, во овој дел од Македонија поубав град нема. Пејачот Ѓоко Ѓурчев или македонскиот Том Џонс низ шала раскажа за ривалството помеѓу Неготино и Кавадарци.
Неготино е најубавото место на светот. Ако лично мене ме прашате. Зошто? Мислам, па добро, тука сум се родил, тука живеам во овој град. А еве се наоѓаме во старата чаршија која е, како да кажам, ако речеме дека во Париз нешто е најмодернско во некој кварт, тоа е нешто најмодернско во Неготино, баш оваа стара чаршија. Тука се собираме ние неготинчани, тука највеќе седиме, си муабетиме и сето тоа. Иначе Неготино е така едно мало градче, али со една голема традиција. Како јас како пејач може да кажам дека се на голема музичка пејачка традиција. Од тука излегле многу познати пејачи. Да ги спомнам Бишо Крстевски, групата на Елик Реков, Пилева и така, и многу други. Еве Белов, например, сега како најмлад, да кажам. Значи, има голема традиција, потоа како најлозарско место во целата Квешија, се разбира со нашите комши кавадарчани. Што е сега, кој е поубав, Неготино или Кавадар? Мислам, тоа прашање треба да го поставите тоа. Се знае дека Неготино е поубаво, тоа нема дискусија. Ама има конфликт со Кавадарче. Видите, ние со Кавадарче конфликт немаме никош, него ние сакаме така малце да се зезаме и ние сегаш ги покрунуваме Кавадарчани и викам, ако сака да видите како изгледа Европа, дојдете во Неготино, пошто тука ни е и пругата, тука ни е и автопатот, да видите како изгледа Европа. Они се малце така понатаки, понастрана и мислам тоа нив му фали и тоа е таа, мислам, а иначе не се караме, ние сме во добри односи. Неготино, освен по позитивните луѓе, познато е по многуте приказни. Иако мал град, за се нешто ќе ви раскаже. Има по некоја стара приказна. За историчарот Лазов, најинтересно е запознатиот неготински крал. Во ладовината на градот, каде во средината на денот, температурата е над 40 степен, раскажува за некогашното време, кога Неготино било во Отоманската империја. Кој бил царот Неготински? Секако. Во 1899 година, спроти Митровден, во куќата на Куси Коле, во непосредна близина од овде кај што правиме разговор од чаршијата, е убиен овој злосторник по име Хусеин Пеливанот, кој е бил прво Пеливан борач, а потоа почна да го викат и капетан, Усок капетанот. Имал дружина од околу 20 луѓе и почна да биде страф и трепет за чаршијата овде во Неготино. Се однесува многу така тирански и луѓето ги малтретирал во чаршијата. Се седна на некоја од масите, мора да го частиш, а не плаќа. Меѓутоа почнал да ги задева луѓето, да им бара пари, во тоа време во лири. Немале луѓето да дадат, се плашеле. Имаме, јас ќе ви кажам, два интересни случаи. Доно Мојсов со неговата вереница одел кај неизините во посета и тука во чаршијата ги сретнал Усо. Почнал да ја гњави младата невеста, сакајќи да ја полюби пред младоженецот, па му побарал 2 лири да му дадат. Така нели, тоа било за тоа време срамотење. Меѓутоа веќе во Неготино имало комитет и одборно комити што требало да го ликвидираат. На Александар Стамболиев му посакал 2 лири и овој одејќи дома да бара, а немале, од страф умрел. Овакви случаи многу се собрале во Неготино и решиле да го ликвидираат. Кога била свадбата на Куси Коле спроти Митровден 1899-та, неколку комити се скриле во чикмата одаја, тоа е гостинската, кај што е рубата на невестата. И тоа му било па некако и основно однесување. Си одел на секоја свадба непоканет. И отишел и на оваа свадба, знаејќи комите дека ќе дојде, решиле да го ликвидираат. Кога дошол таму, почнал да бара, да го служат млади девојчиња, почнал да ги задева и на крајот комитите се договориле со домаќинот, ако овој посака една чашка ракија, овие да му однесат 2, 3, што поскоро да го заматат, да го опијат и да го ликвидираат.
На крајот побарал да влезе во чекмата од и да ја види невестата. Го зеле да го однесе таму, а таму биде и комитите. Убиен од нив на самти свадбата. Главата му е пресечена и во еден таму дол со многу кал, батак е сокриена. За овој настан народот во Неготино испеал песма за устите именички царот Неготински. По историјата со професорот заминавме во Митков Берберница. Во фамилијата сите биле бербери. Тие најдобро ја знаеле душата на градот, вели професорот Лазов. Берберницата го задржала стариот дух. Неготинчани од секогаш биле модерни. Во центарот сме. Секој кој поминал, тука оставал некој белек, раскажува берберот Митков. И жени ако дојдат ги пострижуиме. И како сака да ги шишате? Како сака така, ето му фризур, сега ще бъдам фризур. По потреба. Некои сакат на кец, некои сакат вие по-старите, сакат надуши малко косичка да имат. И тарзан фризура Тарзанки има некои още, тарзанки. Кои се тие се? Колку Па години тие имаат? Па имаше 70 години. И уште си се шиша. Тарзан, нели, имаше филмови Тарзан. Па дъзи коси носея и само малце, че го фаниш и тука само црта. Црта голема. Најмодерни беа во некои. Тие беа модерни фризури. Сите Кои носеа години? Кога беше тоа? Па тоа беше, как ти кажам, не, порано беше. Порано беше 50-та година, 60-та, тука 50-та, 50 до 60-та, до 70-та, тука беа тие. Още има некои такви сакат, ама не, сега повечко млади се стрижат. Не си викам се стрижат, а скопски се пострижуват. Тарзанките фризури се реткост, никој не ги бара. Со годините се менува и модата, раскажува пак младиот стилист Александар. Неколку метри од Бербер Митков. Тука има сосема друга атмосфера. Тарзанки? Тоа е многу слабо. Дечки на машките што сакаат од шишите? Дечки повеќе сега се штираат, се шишаат исто. Кратко. Гелчево не знам. Гелче, сега на мода и восок. Без гел и восок не мислам. Да, нема тоа салони за гујни, без восок и гел. Што раскажуваат најчесто младите кои сакаат младите? Што ги мачи најмногу? Па, што ги мачи? Не знам што ги мачи, рака. Се се кажуваат, кај фризер, сите се исповедуваат и тоа е. Фризерат си херка, не? Да, сите се кажуваат каква ден имал, какви проблеми и така. Модерни фризури бараат? Модерни се неготинчани? Па во последно време бараат модерни. Пред тоа не беше така. Сега малку понапред. Тоа е добро за тебе? Па добро е, супер, да напредуеме. Да одиме понатаке малку. Со 40 степени, сигурно никому нема да му текне да јаде пита со свинско месо. Но тука морало да се проба. Иако топло, питите се јадат. Рецептот бил таков, после јадењето да не осетите никаква мака. И тука приказна. Порано во семејствата имало многу дечиња, повеќе усти за јадење, па некоја домаќинка направила голема пита со месо. Од тогаш во градот тоа е најголем специјалитет. Повеќе меселе мажите отколку жените. Во кујната во денешни услови мора да се влезе според стандарди пропишани за места каде се подготвува храна. Сега што ќе ни подготвите? Денеска ќе спремиме пита. Неготинска пита традиционално се спрема у Неготино веќе многу години. Доста останате рецептот од постари луѓе. Тука почнуваме историјата. Тајната била во лепчето, но секако не се кажувала. Цела тајна у тесто. Да. Але не ја кажуваме
тајната не се кажува се уште. Вие сега што Откога тестото е раздечено, го редиме со месо. Речено со свинско. може и друго место? Кој сака, да, може пилешко, може свинско и нашиот рецепт е претежно со свинско месо. Али за некои што не јадат свинско, може пилешко и со пилешко се спремат. И после од кога ќе се испече место, ставаме јајца. А препорачливо во јајцата да има буковец, пошто рецептот е, да речеме, со буковец. Со питата оди и доброто вино. Сега се бере асталското грозје. За винското уште малку време требало. Се бере со макази или со ножи, се тура во гајби. За да не се оштети, да се пренесе до визбите или до домот, каде што се мели грозјето и од ширата се прави вино. Црно вино. Картошија. Сега ова што го береме е картошија. За црно вино. оваа година има ли грозје? Па ова година е добро, има род, да. Како заштитник на Неготино е манастирот Свети Ѓорги. Манастирот е направен во 1860 година. Во овој крај луѓето уживаат во приказните. За се по некоја приказна. Ова место му припаѓало на турски бек. Околу тука манастирот имал имот некој си турски бек кој што имал единица черка и која што многу ја сакал. По Божја промисла черката почнала да сонува сон и на сон ни се јавил глас да пуште две бразди на полето кој што бил имот на нејзиниот татко со два добри волови, една нагоре бразда, една надолу и подоцна и се кажало на сонот дека на долната бразда ќе се најдат стари темели и да се направи нов манастир. Во почеткот черката тоа не можела да го разбере, но подоцна наредната вечер исто така пак тој сон го сонила и таа кажала на нејзиниот татко. Таткото нејзин не и поверувал во зборовите и не преземал ништо. Черката уште еднаш го сонила сонот и повторно таа утредента отишла кај таткото плачејќи да му го каже истиот сон. Но таткото повторно турскиот бек не поверувал и ништо не направил од сето тоа. Таа уште еднаш сонила по четврт пат истиот сон го сонила и утредента таа била болна. Кога таткото дошол да ја виде черката, таа веќе лежала на постела и успеала да каже дека е болна поради тоа што не сакал да ја свати и да го разбере нејзиниот сон. Веднаш потоа таткото, или турскиот бек ги земал најдобрите волови кои што постоеле во тоа време и сакал тој да ги пуште тие две бразди. Но во меѓувреме, кога биле донесени воловите на самото место каде што од сонот било кажано, черката од постелата станала, отишла и таа прво ја пуштила горната бразда и при пуштањето на таа горна бразда со двата волови испаднала плоча, на која што плоча била нацртана девојка која што во раката држи дете и се веднаш мештаните и православните од тоа место, од Неготинскиот крај сватиле дека тоа е Пресвета Дева Марија Богородица. Кога ја пуштила долната бразда, на долната бразда се појавила исто така камена плоча и на неа било изгравено или опишано, нацртано момче кое што држи во раката копје на конј и како убива некоја ламија змеј. Веднаш се претпоставило дека тоа е светителот великомаченик Георги Победоносец. Кога сето тоа било пронајдено, таткото дозволил целото тоа место кое што денеска во овој манастир и ние го имаме да биде одредено за да се направи овој православен светителски манастир или храм.
Во црквата покрај новиот фрескопис се уште стојат нацртаните фрески од некогашните дебарски сликари. Изградбата почнува од 1860 година. Главни градители на самата изградба се од село Треснонче, Мала река, значи Дебарскиот крај, Андон Крстев со неговата група или таа фамилија, така што манастирот е изграден за 6 години. Во 1866 година е изграден манастирот. Неготинскиот крај е познат како многу бунтовен и борбен. Од старо до младо, сите се бореле. За манастирот е врзана уште една приказната за бабата Митра, која што живеела 90 години и била домаќинка на овој манастир. Во времето на Втората светска војна, 1944 година, кога фашистите или германците повлечувале партизаните на непосредна близина под манастир, овдека се наоѓа железничка пруга на 50 до 100 метра. Партизаните ја минирале железничката пруга и сето тоа го виделе германците, така што во тој момент германците успеале да фатат 20 партизани и да ги затворат токму овдека во овој манастир. Ги затвориле во манастирот и си тргнале во други обврски, значи, и вечерта кога дошле, тие изнесле бензин, рогозини и така натаму, за утредента, значи рано наутро, да може да ги запалат. Сето тоа го насетила бабата Митра, која што била многу храбра жена, исто така како што пред го напоменав, била домаќинка на самиот манастир, и откога фашистите или германците заспале таа во 3 часот изутрина, успеала некој да ја отклучи вратата која што била заклучена, да ги пуште партизаните, 20 млади партизани, и да им рече: бегајте пилци во гора Зелена. Партизаните избегале тој дел натаму. Утредента кога станале германците, виделе дека партизаните ги нема, сватиле во што е работата и сиот бензин и рогозини што било припремено за партизаните, тие ја врзале бабата Митра, 90 годишната старица баба Митра, и ја запалиле токму овдека, на оваа место каде што стоам сега јас, и овој споменик е до ден денеска го има и ке стои, е изграден во чест и слава неизина која што се жртвувала за младите 20 партизани. Исто така во Неготино постојано се пее таа песна измислена за бабата Митра: во Неготинско поле некаде, значи, бабата Митра се жртвувала за 20 млади партизани. И таа песна се пее, значи, и до ден денеска. Во кругот на манастирот има изградено конаци. Тука секој може да ужива во манастирскиот мир. Конаците се зачувани така што во секоја соба имаме 3 апартмани. Во тие 3 апартмани имаме 2 кревета, во секој апартман има WC и, значи, туш, така што другите се соби. Во собите има 3 кревети за преноќиште, исто така за некои ликовни творби, за други работни места, за други, значи, организации, манифестации, и така што през годината, значи, во текот на целата година во нашиот манастир се одржуваат разни потреби и разни организации. Покрај природата, овој крај има многу извори со лековита вода. Тоа е верување кај луѓето. Под самиот манастир има 23 извори на ладна вода. Во уживањето и мирот секој може да дојде во летните горештини. На излазот од Неготино, по патот кон Скопје, по линијата со Грозје се преполни со гроздови, но покрај природата, погледот застанува на старите градби, Стоби, археолошки локалитет со многу приказни. Дарко Стојановски е млад археолог, со многу знаење и приказни, ве враќа во Римската империја. На која улица сега одиме? Како се викала некогаш пред векови оваа улица? Да, оваа улица
го носи името Вија Сакра или Света улица поради тоа што од овде е влезот кон најсветото место во Стоби, тоа е епископската базилика, но исто така и влезната улица во градот, како што може да видиме. Овде е градскиот Педем и Порта Хераклеа. Главниот влез во градот во втората фаза од 4 до 6 век. Ова улица е, како што гледаме, дводелна. Има поделена на два дела од една линија од столбови. На овие бази кружни се наоѓале столбови кои што држале арки, односно тој тротоар, пешачката зона била покриена со воден. Овде како и се движал? Овде се движеле кочи и коњи, како денес. Имаме тротоар и има дел за автомобили. Колку жители тогаш имало? Градот броел некаде помеѓу 10 и 15.000 жители во својот најголем развој. Со што се занимавале, што Се има? занимавале со, значи внатре во зидините, во рамките на градот живееле аристократијата во центарот и по периферијата занетчи, разни занетчи и трговци. Додека земјоделското население, земјоделците живееле надвор од зидините и влегувале во градот само во случај на опасност, кога доаѓаат непријатели во случај на војна. Во текот на раниот и средниот римски период, градот Стоби цутел, на што укажуваат повеќето написи на спомениците. Сега се наоѓаме пред театарот, кој што бил започнат во први век, а бил завршен со изградба некаде во почетокот на втори век и во почетокот се користел како типичен театар за театарски и музички представи, но многу бргу бил преуреден со неколку преуредувања, преградби и доградби, бил преуреден во гладијаторска арена. Оригиналната големина на овој театар е многу поголема од оваа, повеќе од половина, повеќе од дупло, и собирал помеѓу над 7.000 публика, помеѓу 7 и 10.000 публика. Крајот на 4 век сите театри во ширум целата империја биле забранети, кога веќе христијанството е длабоко во општеството и тогаш започнало всушност разградувањето на овој театар уште од населението кое што живеело овде во овој град. За градот бил присуден силен земјотрес, но тука има уште многу да се раскажува за културата и цивилизацијата за народите кои живееле. Може би правеле посебни сорти на вина од Грузијето, за еден поинаков ден во летото, иако топло, но во поладните утрински часови може да заминете во овој крај и да слушнете убави приказни, а потоа да заминете во ладовините на манастирот Свети Ѓорги, за да го запознаете и неготинскиот крај.